Министерка, за едно лице знаеме дека вчера Осокол беше приведен, разпитан по станицата, по полициска станица беше пуштен. Има шпекулации дека има уште едно такво лице што беше приведено, попуштено не беше изнесено пред истражен судија. Што беше причината да се приведуваат, па после тоа да ги ослободува полицијата без да ги изнесе пред истражен судија? Па ние не коментираме шпекулации. Министерството за внатрешни работи согласно закон има право да го повика секое лице на разговор и врз основа на разговорот кој се води со конкретните лица се прави проценка дали треба или не треба одредено лице да биде изведено пред истражен суд заедно со кривична пријава или информациите кои ги дава при разговорот во полициска станица се доволни за да се одлучи како понатаму ќе се постапува. Впрочем и во многу други случаи ние кога се работи за исклучително сериозни кривични дела сме повикувале повеќе лица од бројката на лица кои се финално пријавени и предадени пред истражниот судија. Министерке, се знаели денес по-конкретно со кои странски служби се работувале? Ние имаме информации по однос на странските служби, но сепак ќе оставиме до крај да биде целосно изанализирана документацијата и доказниот материјал, за да видиме дали ќе добиеме и дополнителни информации. Значи се работи за служби од најчесто од една соседна држава. Знаете ли дали што добивале за возврат за За возврат несомнено добивале корист која не секогаш се состоела во парични средства, понекогаш тоа биле имоти, понекогаш биле патувања, предмети кои придонесувале за нивниот луксузен живот, така што не секогаш се работи за парични средства. Министерке, бидејќи станува збор за профил на лица кои што вршеле значајна служба во областа на безбедноста на државата, а изнесувале класифицирани податоци. Дали Министерството за внатрешни работи заедно со останатите служби, Агенција за разузнавање, војно разузнавање и УВК има сознанија дека тие информации кои што се одливале досега направиле или има можност да направат штета врз однос на безбедноста на државата, економијата во државата или пак политиката? Кога се работи за класифицирани информации без оглед на степенот на нивната класификација, секогаш има причина зошто определена информација носи одреден степен на класификација и секое лице кое добива сертификат за да може да дојде во контакт со класифицирани информации, точно знае која е потенцијалната опасност од нивното оддавање. И во конкретниот случај токму тоа на некој начин го прави и посложено самото кривично дело, бидејќи се работи за лица кои биле сосема свесни дека оддавањето на одредени информации кои носат различни степени на класификација воопшто не е наивна работа и воопшто не е нешто што може да се препише на невнимателност. Во оваа фаза јас не би коментирала околу тоа изнесувањето на поедини информации дали и колкава штета нанесло, меѓутоа самиот факт што лицата кои добро знаеле дека класифицираните информации подлежат на специфичен режим на управување со нив и спротивно на тоа постапиле на начин што не само што не е во согласност со законот, туку и на начин со кој биле свесни дека може да направат штета, го прави ова кривично дело само по себе дополнително сложено, иако ова е едно од најтешките кривични дела против државата. Уште едно прашање, спомнавте дека вршеле и уцени на приватни лица, бизнисмени и на јавни личности. Дали во овој изминат период имаше некоја дојава до Министерството за внатрешни работи дека токму овие осомничени сега во акцијата Шпион ги уценувале или пак ги изнудувале за да... Знаете, ние пред да
почнеме било која оперативна обработка, најпрво имаме одредени сознанија кои не секогаш се подкрепени со докази. Меѓутоа, во услови кога ќе ја започнеме оперативната обработка, ние практично ја проверуваме секоја информација. А тоа значи дека или ќе ја потврдиме со докази, или ќе ја отфрлиме како недоволно аргументирана или информација за која не сме во состојба нити да поднесеме кривична пријава, нити да ги продолжиме действијата кои би воделе кон откривање на евентуалниот сторител. Значи, ваквите информации дека дел од групата, поедини членови од групата злоупотребуваат информации кои понекогаш се од доверлив карактер, понекогаш се информации за нивниот личен и семеен живот, ние од разни страни ги добивавме и токму заради тоа ги ставивме во контекст на едно подлабинско и посериозно истражување кое го направи Управата за безбедност и контраразузнавање и сето тоа на крајот резултираше со една многу сериозна кривична пријава. Во оваа фаза не би можеле да ги обелоденуваме тие информации, бидејќи се уште се водат разговори пред истражниот судија, барем според она што мене ми е познато, распитот се уште не е завршен. Дали прво осомничениот чиј брат до вчера бил актуелен јавен обвинител користел податоци и преку него, бидејќи тој имал пристап до сериозна информација од ваков карактер? И второто прашање, дали е точно вториот човек кој не е изведен пред истражен судија дека има брат вработен во една странска амбасада, па тоа е причината за неговото неизведување пред истражен судија? Ке почнам од вториот дел на прашањето, значи нас не интересираат семејните врски на сторителите на кривични дела, лицата кои се повикани на разговор или осомничените за одредени противзаконски однесувања. Она што нас не интересира се доказите за кои ние ќе процениме дека се доволни или не се доволни за одредено лице да биде изведено пред истражен судија и во таа смисла јас во целост ги отфрлам вашите шпекулации по однос на евентуалните причини за изведување или неизведување на одредени лица пред истражен судија, а по однос на првиот дел од прашањето морам да потенцирам дека кај лицето за кое конкретно прашувате е пронајдена прилично обемна документација. И целата таа документација е веќе предадена на одделот за крим техника во Министерството за внатрешни работи, што значи дека со нејзината подетална анализа би дошле до поконкретни сознанија кој бил начинот на кој ова лице дошло до конкретна информација или конкретен документ, бидејќи не се работи само за документи, туку се работи и за одредени информации, снимки, тонски записи и така натаму. Само се извинувам, не шпекулирате, јас прашав дали е точно дека лицето има брат вработен во американската амбасада. Па јас конкретно ви одговорив дека најмалку што во еден случај не интересира се семејните врски на поедини лица кои биле повикани на разговор во полициска станица или лица кои се осомничени за сторени кривични дела или лица против кои е поднесена кривична пријава. Значи, она што нас не интересира е дали постојат доволно докази за да едно лице биде опфатено со кривична пријава, без разлика дали има или нема роднини кои работат во домашни или странски институции или дипломатско-конзуларни представништва. Тоа е најмалку релевантно во случајот. Кога се најдени овие документи кај лицето, кога бил првиот претрес, кога е најдено оружјето или подоцна? Во друг претрес? Направени се повеќе претреси, различни документи се најдени во различни фази. Документите прв пат кога беше најдено оружјето кај него? Или тогаш се најдено? Значи јас веќе ви одговорив. Некаде, значи тоа се најде оружје, значи и тогаш се најдени истите документи. Дел од предметите кои укажуваат на кривичното дело се обезбедени претходно, дел се обезбедени сега. Се занимава со сторничко одбивање сваѓаците 20 лица на овие однесени на кривичната дела. Па во оваа фаза, значи, ние ги пријавуваме лицата, меѓутоа сепак останува на обвинителот да одлучи кое е лице точно за кое кривично дело ќе го опфати со кривичната пријава. Дали беа користени мерки и колку време се околу техниката на работа по однос на докажувањето, откривањето на овој случај и обезбедувањето на материјалните докази, во оваа фаза на истрагата ние не би сакале и не би смееле да даваме повеќе информации, меѓутоа
Сите докази кои ги имаме како Министерство за внатрешни работи, кои се практично веќе дадени во прилог на пријавата, се обезбедени на законски начин.